Почитувани, добродојдовте на нова епизода на подкаст на Биди свој со мене и колегата Ване Трајков. И Тоше Зафиров. И на моје огромно задоволство, денешен гостин ни е Тоше Зафиров, македонскиот број 1 бодибилдер, добитник на медал од Мистер Олимпија аматер, фитнес експерт, дипломиран психолог, бизнисмен, сопруг, татко, уште многу титули може да се наредат. Добре дојде. Добре најдов и благодарам на прекрасната најава и наистина преубаво се чувствувам, позитивна енергија, Ване прерасположи. Ване, те расположи, Ване. Он импресиониран од мене како прегов, да. Се воодушеви, да. Еден од моите фанови. А замисли, не беше свесен, како каже 90, а уствари беше 900.000. Уште толку сега. Тоа со текот на разговор. Не, да кажеш, моите омилени гуру, како сакаш, човек кој има 900.000 фанови, сакаш да го следам. Си го следам. Па кажи ми тоа. Следаме. Па чекај. Одново Треба да го оставам па додам. Зашто многу од гостите така ајде да ве оставам вие до расправите. Јас си кажав пред да почнеме со овој подкаст, договаравме, викам, јас со Тоше нема што да зборам, имаме зборено ние. Така да мери, ти ја препуштам цела, што сакаш, нека те прашува, што сакаш. Да. Ама тоа љубоморен, дека тој не води здрав начин на живот, морам да го кажам тоа пред тебе, и за тоа сега љубоморен. Не води здрав начин на живот. Ама и после подкаст ќе промени. Се надевам дека ќе успееме, ќе успееме да го натераме. Внимателно ме слуша, ме гледа. Ќе успееме да. Хајде, што сакаш да прашуваш? Прво, како се чувства? Дали си прв пат, не си прв пат во Струмица? Не, супер. Струмица го осеќам како мој град, како да сум во неготивен, така да луѓето се овде прекрасни и секој знам да кажам колку одиме по на југ, толку се луѓето погостопримливи, подобри. После Струмица ми е во срцето и често доаѓам овде, навистина го сакам како град. Така, мило ме што не си прв пат во Струмица. Уште на самиот почеток, сакам да те прашам. Многу млади сега гледаме на Инстаграм, на Фејсбук, се сликаат како вежбаат, како тренираат, што со тоа. Колку правилно вежбаме? Ние, обичните граѓани кои пробуваме, одиме низ теретани, што се случува? Колку правилно вежбаат луѓето? Какво е твоето мислење како експерт ти да ни кажеш? Ние обичните граѓани. Па обичните? Па ние сме бодибилдери сите. Како експерт, јас можам да кажам дека доволно е самата помисла дека некој ќе отиде во теретана, дека веќе направил нешто добро за себе. А веќе ако влезе во теретана и ако почне да тренира, било на каков начин тој веќе направил еден плюс повеќе. Но денес можеме навистина многу да се информираме на социјалните мрежи, на YouTube. Имаме навистина премногу да видиме како правилно треба се изведуваат многу од тие вежби. Достапни информации имаме за возраст, ако земеме 20 години наназад кога почнував јас. Навистина само неколку списанија беа тогаш и тоа беше се што можевме да видиме, или доколку имаме тренер, некој да не посоветува како да вежбаме. А денес имаме навистина многу достапни информации и пак ќе кажам, без разлика дали е фитнес, дали е било кој спорт, доволно е и јас сум среќен што, да кажам на моето поле, што фитнес центрите се преполни денес. Навистина не само што е тренд, овие социјални мрежи колку прават лошо, толку прават и добро, како зависи како ќе ги користиме. Но гледам дека има многу млади, кај нас во фитнес центар има 14, 15, 16 години, што навистина се гордеам со тие дечиња, наместо да се на улица некаде, тие дечиња се веќе во теретана. А со самото тоа што влегуваат во теретана, што прават тие деца? За да дојдат во теретана во 16 часот, тие се договараат со другарчињата. Тој треба да јаде 2 часа претходно, веќе ствара некои навики. Ствара тука дисциплина дека треба да биде заедно со другарчињата во 16 часот во теретана. Доаѓаат заедно, се дружат, вежбат, си одат повторно заедно, знае дека треба да има оброк после тоа, така да веќе уште на млади години стварат некаква таква дисциплина, што понатаму во животот ќе му влијае многу. Така да добро е што почнуваат, што влегуваат, но сепак препорачуваме колку што може. Најдобро е да имаш фитнес тренер, човек што е навистина едуциран и што знае да ти помогне. Морам да се вмешам јас овде, извинете. Бидејќи некако почна ова како имаме ние се на Инстаграм, на Фејсбук. Ги има, секој втор пост е здрав. Ќе видиме како треба се вежба. Некој може да ме злоупотреби со овие вежби таме, колку лаик.
Сепак јас преферирам физичко договор, разговор, Да, или на отколку да верувам на YouTube. социјалните мрежи. Некако сите гледаме на YouTube, Не, но сериозно, но кој ќе да коригира, дали навистина тоа го Да, но применува наистина, ако направиш добра селекција и ако видиш луѓето што имат постигнато позади нив, може да направиш селекција од кој треба да учиш. Например, ја мои ментори што имам, што не морам да ги познавам лично, но гледам што имат позади нив. Какви успеси тие луѓе постигнале. Ако некој отвори Зафиров Тош, ако види дека Зафиров Тош се занимава со 25 години со фитнес, има повеќе од 50 надпреварувања, има теретана повеќе од 20 години, има освоено безброј медали, тој не може да се убие во моето познавање. Тоше број 1. Не, ама збориме дека не само Тоше, зборам за мен лично, а има и во Македонија има X лица кои што се стварно едуцирани, подковани со знање и на кои што може да му се верува. Но добро, тоа што кога се согласувам, тоа се некој процент да земе 10%. 90% се луѓе кои што наметнуваат нешто, а воопшто немаат никакво познавање од тоа. Апсолутно. И јас до сега се сретнавам со многу лица кои што имат нарушено здравје. Луѓе што немаат познавање. Знаеш зашто Тоше ова го начнав како тема, бидејќи ние сме претежно млади на следат и сите гледат на као за мускулатура, за стимнување на тело, убаво е тоа. оформување на тело. Не е тоа само да се оди во теретана или на фитнес. Тоа треба да биде пропратено, предпоставам, со здрава храна, кој што ние, например, не внимаваме. Добро го каже тоа пред малку дека 2 часа треба да јадеш претходно, но секолку дека некој се консултира. Вака сега, јас гледајќи на Инстаграм, вака, так, и ќе правиме вежби, а без да соодветно се храни. Од тоа причина барам јас некој кој што ќе биде ментор, ова е тема, ќе можеш да разговараш. Да, и Ова е тема моментот многу широка. Значи, кога збориме за здравје, здрав живот, здрави рутини, здрави навики, тука опфаќаме ние од наутро, само што ќе ги отвориме очите, па до заспивање. Имаме рутини кои што треба да практикуваме, доколку сакаме да бидеме поздрави, подолговечни. Јас што често го кажувам тоа, за да го подготвиме телото на постари години да бидеме поздрави. И оние 65, 70, 75 години, не знаеме колку ќе живееме, тоа е, да кажеме, судбина, но тие последни 10-15 години да ги доживееме здрави, да може сами да се движиме, да можеме сами да размислуваме, да отидеме до продавница сами, да седнеме, да станеме, а тоа сето може само единствено со здрава храна, со тренинг и со здрав сон. 3 најбитни фактори што може да постигне. Да, многу често го спомнуваш тоа, приметив во сите интервјуа, здрав сон, квалитетен сон. Колку е битно и колку треба да спие еден возрастен човек кој работи, извршува обврски и тренира. Дали е во ред да заспиеш вечерта во 2, се будиш са бајле во 7, продолжуваш на работа и окей. Не, иако земеме, ако каква е човековата природа, се знае дека со самото стемнување, веќе нашето тело почнува да лачи мелатонин, збориме тоа со векови наназад, и се знае кога треба да легнеме, кога треба да станеме, кога почне веќе да се разорува надвор. Но некој научно докажано е, да кажем, некој 7 до 9 часа дека е доволно за возрастни луѓе. Јас спијам некаде околу 6 часа и преку ден практикувам некои 45 минути преку ден да одморам, веќе имам 2 тренинзи во текот на денот. Но рано станувам секој ден во 6 часот и имам незадолжителни мои, туку што уживам во тие мои утрински рутини, отворање прозор, гледање дневна светлина, пиење цедол лимен, кардио, правење 10.000 чекори са бајле, 7,5 се враќам назад, здрав доручок јајца, потоа туширање со ладна вода, што е многу битно и многу здраво и што го препорачувам многу во денешно време да го практикуваат колку што може, не само млади и стари, бидејќи треба да земеме малку околу тоа туширање со ладна вода. Со самото туширање на ладна вода, се плашат бидејќи да излезе од таа комфортна зона на телото. Треба да излеземе од нашиот комфорт, да направиме стрес на телото. Штом направиме стрес со ладен туш, што се случува кога ќе станеме во море и кога ќе знаеш дека некој ќе те прсне со ладна вода? Што правиш? Се смеиш. Знаеш дека ќе те прсне, дека ти е ладно, се смеиш. Тоа допаминот го крева. Хормонот на среќата. Додека се тушира со ладна вода, тоа се случува. Допаминот се крева до плафон и на него му треба некои 4 до 5 часа, потоа е во благо опаѓање. Ти 4-5 часа си ведар, насмејан, метаболизмот го забрзуваш, имунитетот го зајакнуваш.
топе масти за брзо метаболизам, тоа се придобивки само од ладното туширање. Сакаш да Од кажеш една рутина. на утро Да, туширање Со ладна вода, а навечер со топла. За да може да го смириме телото, за да може подобро да заспиме. Тоа е задолжително после тренинг или може Во текот на и- денот, во текот на денот. и некој што Сега не мора да е ладна водата веднаш грч, па ние да не може да го издржиме тоа. Може да почнеме со топла, па полека нонстоп, да се поладна до тој степен за да донесеме шок на телото. Она баш да им донесе стрес на телото. Тогаш веќе сме успеале да го постигнеме, тоа е многу полесно ќе ни биде понатаму. Многу поубаво ќе ни биде. После тоа, кога завршувам со ладно туширање, читање на книга некои половина час, да кажем, наутро, ја до 8,5 часот сум направил 5 до 6 добри работи за моето тело. Не е тоа. Јас знам што чита, веднаш ќе му кажам. Еве ја неговата книга, ја имам видено. Знам дека ја Читам имаш и Jordan Peterson, ја препорачува таа книга. Може би колегите да му ја препорачаме. Да, но 100% препорачаш. Јас малку ми избега од темата за овие личните тренери, пак сакам да се навратам. Види сега, значи зборуваме сега, Тоше е дефинитивно изградена личност, кој што му верува и има за себе големо искуство. Мене ме интересира, со оглед дека еве 16-17, нели кај вас доаѓате како инструктор сте им вашите почетоци. Сигурно вака како што сега зборите, не сте тргнале да станувате во шпецато, па лимун, па не знам. Мене ме интересира како се однесуваше Тоше Зафиров во оние почетни. Тинеџерски години. Не тинеџерски. Кога почнавте со бодибилдерството или со фитнес, со занимавањето на градењето на тоа здраво тело, здравото. Овака јас почнав најпрво со фудбал. Аха. Да, како фудбалер и тоа во Тимирик, да кажем, тоа во регионална лига. Сега како таква Извини, играш фудбал? центарфор. Да. Креатор на игра. Да, центарфор. Но не бев кој знае колку дизајниран за фудбалер, да кажеме, и на 16 годишна возраст се одлучив да почнам со бодибилдинг. Од каде донајде тоа? Првично една книга од кумашинот Тони, ја го поздравам сега во овој подкаст, ми донесе од господинот Петар Челик. И навистина ме фасцинира како изгледаше Петар Челик, бидејќи тогаш само на телевизија можевме да видиме Арнолд Шварценегер или некој слич на него, што беа многу малку. И Петар Челик ме импресионираше како изгледа некој човек од нашите простори, сепак од Југославија тогашно, како изгледа тој. И најпрво почнав дома, си направив неколку справи, но не беше тоа, и отидов во Неготино, имаше едно мало клубче Пако, кој што тренер и ден денес премногу си го почитувам, бидејќи тој многу им помогнал во животот за да бидам ова што сум денес, без негова помош сигурно не би бил. Сепак имало човек со кој што почнал. Да. И од самото влегување во тоа теретанче, тоа беше ново, само што беше направено, знам имаше еден нов синтелон, имаше некој шпорет на дрва и така пријатна миризба како да си дома. И знам се обликувавме обавезно, не смеевме да влеземе облечени внатре се. Преубаво чувство и се пронајдов таму. И веќе за многу кратко време, некои 7 до 8 месеци, излегов на мој прво надпреварување. Сакам да кажам дека професионално настапи веднаш, но тоа беше со помош на мојот тренер Пако. Јас морав и тогаш да станувам во 7 часот наутро, морав да правам кардио, морав да пазам на храната. Тогаш беше проблем што ја бевме, ајде да кажеме, еден вид пионери на бодибилдингот во Неготино, може и во Македонија да се каже. Да, и сега моите дома научени претходно лечја, грав, чорби, нели? И сега наеднаш бараш 20 јајца, бараш кило месо, и наеднаш не само што му стана терет финансиски, му стана терет и да го спремат сето тоа. Сакаш да ми кажеш ти 20 јајца? Сакам ти кажам 20 јајца, да, тоа 20 белки, 10 белки, да кажеме навечер, 10 белки на сабајле, но имаше диета, само ќе рипнеме од темата, од господинот Петар Челик. Потоа господинот Петар Челик, од кој што започнав да вежбам, ми постана мој тренер. Бидејќи јас сакам да работам со луѓе што знам дека се докажени. Тоа е, не да е тоа кажем, тој е експерт. Тој го донесе бодибилдингот во Југославија. Јас кога се спремав со него за надпревар, јадев 50 цели јајца на ден. Чекај се, 20 на ден. Ова цела таблетка јајца. Не таблетка. По-добро 30 јајца се. Две. А 2 јајца. Не, 2 табли. Добро, на 50 повеси, пошто тоа... Ама дневно. Дневно 50. И да. Па не си за дома, Тоше, не си за дома, трошок си. Габриела кога одеше, а тогаш само се преселивме во кисела вода, нови бевме во насела, и сопругата кога одеше да купува, мислела дека имаме сладкарница. Една ден 60, утрето па 6, пак 6, та 30 дена 1500 јајца. Многу е, да. Но тој бил негов начин на припрема кој што се спремале неговите такмичари пред 20, 30, 40 години.
И што навистина бил премногу успешен, бидејќи протеините од јајца се едни од најздрави протеини што може да бидат. И тој ме советуваше да земам домашни јајца колку што можам повеќе. И јас собирав колку што можам, не можеме, кај ќе собереме, нема толку домашни јајца. Да, многу е тоа. Така да уште од мали нозе да се вратим пак на тоа, но вистина бев дисциплиниран и затоа освоив тогаш прво место во и постанав јуниорски шампион на Македонија, збориме 97 година. И после тоа патот ме однесе, или јас сакав да одам по тој пат во армијата на Република Македонија, каде што пак продолжив с тоа рано станување на аутро. Знаеме сите каква е војската, нели? 5 години бев во специјални единици, потоа во МВР и целиот пат можам да кажам дека тие рутини сега не сум ги практикувал како сега да отворам прозор да гледам 5 минути во надворешна светлина, цеден лимон да се напијам, но рано станување, физичка активност, тоа секој сум го практикувал. Значи, основно за да се успее во нешто што се започнува, не мора да биде само фитнес, бодибилдинг, е дисциплина, ред и истрајност. Така, да. Дисциплината е многу важно да бидеш дисциплиниран, да се однесуваш. Најбитно од се е само контрола. Тоа сакав и претходно што ја начнавме темата за лични тренери. Да дадеш еден совет за сите млади, посебно сега женската популација, атрактивно е сите да имаат лични тренери, но не е тренерот само саат време додека си во фитнес центарот да ти покажува вежби. Треба буквално да ти направи распоред во текот на целиот ден. Кога стануваш, што да јадеш, како да се однесуваш. И дали да бараат сертифициране или како да ги кажам, тренери со кои ќе можат да работат. Не е едноставно. Не, јас никогаш не сум вежбала со личен тренер. Сака да праша, да знае. Но како да се однесуваат? Еве, например, женско доаѓа во теретана и таму и кажуваат, еве, ние имаме личен тренер и таа, добро, во ред, ајде, му плаќа, нели, знаеме дека и не е ефтино тоа, му плаќа и демек завршена е работата. Така да не зборам јас сега, да не зборам, да не подсерам, не сакам никој од ниту фитнес тренер, денеска е борба за живот и денеска овие платформи овозможуваат секој да биде фитнес тренер. Јас би кажал, например, како работиме ние, па луѓето нека си направат една паралела што треба да барат кога ќе влезат во теретана. Јас имам направено тим од мои фитнес тренери кои што заедно работиме, заедно соработуваме и во теретана и онлайн, кои што пуштивме и цела платформа сега имаме, кои што луѓето може да си одберат онлайн ментор, збориме ментор животен, кој што ги збориме овие сите рутини, ќе ги практикува сите овие рутини, кои секојдневно ќе биде во комуникација со него да го мотивира и сето тоа. Кај мене секој е најпрво сертифициран фитнес тренер, секој е со високо образование, бидејќи ми е за мене многу битно интеракцијата со луѓето и како разговара со тој. Најмалку 5 години да има позади него вежбање во теретана и најмалку да има барем на едно такмичење излезено. Зошто сакам да ми излеземе на надпревар? Веќе кога излегуваш на надпревар, ти веќе поминуваш еден процес на оние строги диети. И ти знаеш телото како реагира на тие диети. Бидејќи збориме кога си 3, 4, 5, 6, 7 месеци на она диета напорна. Ти знаеш после како може еден клиент сето тоа да го преброди. Кај нас 90% од фитнес тренерите не држеле они диета најпрво, а не да излезат на такмичење. И сега ти на некој да му наметнеш некоја строга диета која што е неподнослива на некој, тој само може да го вратиш назад воопшто да не влезе никогаш во фитнес центар или да му дадеш вежби кои што воопшто ти не си ги пробал на себе, ама ги даваш на некој да ги работи тие вежби кои што може да дојде, да не збориме до какви повреди. Затоа сите оние кои што сака да работат, една препорака до сите идни фитнес тренери. Пробајте првен на себе, работите 2, 3, 4, 5 години, изградите нешто позади себе, па потоа работите со луѓе, бидејќи навистина некој нас не го дава здравјето на дланка. И жалосно е да го злоупотребиме тоа. И треба да има некој ред во сето тоа, бидејќи навистина ова и зема големи размери, а веќе секој сака да има некаков ментор, секој сака да има некаков тренер и секој верува на некој. Сега ти кога си платил на некој, некој кога ти го препорачал, ти му веруваш на него. Тој што и да ти каже дека треба да јадиш, да пиеш, да спиш, да не спиш, ти му веруваш на него. И за ние сме еден вид доктори. Само докторот лече кога се разболиш, а ние правиме да не дојде до доктор, да не се разболиш. Да, и мора да те познава убаво и телото, не ми беше намерата да критикуваме или да зборуваме против некој од тие фитнес тренери,
Но сепак еден апел до сите да внимаваат на кого баш како што кажам го доверуваат здравјето, затоа Денес што може често лесно се може и да случува. проверат, лесно пак што кажам, лесно може се провери кој што има постигнато во животот. Да. И сега ако сакаш да најдеш некој за 500.000 денара тренер да ти биде, тогаш на твоја одговорност може што сакаш да прави. Сега нормално некој може би поскап, но тој си го цени времето, трудот, годините позади него што ги има и сето тоа што го направил. И кај нас е, да, секако. И кај нас навистина е премногу ефтино ова што се работи како тренер. Во Америка вревме $100 од час таму фитнес тренер. $100. Од час, да, личен тренер зборам, да. $100 од час. За час. Таму најпрво ти го плаќа времето. Кај нас не го цени никој времето. Јас кога одам, ако одам во теретана на некој да му бидам личен тренер, јас треба час и половина од мојот живот да изгубам. Така е, па тек тогаш па да го пренесеш твоето знаење. Сето тоа веќе да не зборам, знаење, познавање, позади себе што си работел, сето она, па секој ден да видиш, секојдневно со него со комуникација, добро утро, како си, како стана, како спиеш, па на основ на тоа како спиел во текот на ноќта треба да направиш план како треба да изгледа утрешниот ден. Не може ако не спиел добро, ако имал дома нервози, ако имал стресови, ако не јадел доволно тој ден, ти да му дадеш некои тренинзи кои што не може да ги издржи. Затоа треба и таа комуникација нонстоп да биде тренер клиент, за она да дојде најдоброто да може да го извадиме од това, да не ги малтретираме еден вид. Да, а на крајот да нема ефект од тоа. Често знаат да кажат луѓето, еве не јадам ништо, на диета сум и пак не можам да оставам. Па не, луѓето мислат дека ако не јаде ништо дека е на диета. Не е диета тоа. Тоа е уништување на организмот. На една диета, ајде да кажем. Не диета, ајде да кажеме план за исхрана. Не, редовни оброци. Тоа редовни значи најмалку 4 оброци во текот на денот. Не мора да ги внесеме сите нутриционални вредности кои што му требаат на нашето тело. Зборам од сабање мора да внесеме здрави протеини, здрави масти, да може нашето тело да функционира. Мора во текот на ден да избалансираме протеини, јаглени хидрати, влакна, витамини, минерали, да внесеме се. Се знае пред тренинг дека треба да внесеме бавно разградувачки јаглени хидрати кои што ќе ни дадат енергија за време на тренингот. Знаеме дека навечер треба пред спиење да јадеме лесна храна, протеини, белки, туна, салата, да не претеруваме со тешка храна, мрсна храна, бидејќи тоа ќе ни биде проблем и во текот на спиењето и тие вишок на масти ќе се таложат на нас. Така да тоа е еден цел процес кој што треба да го практикуваме. Тоа нејадење е најголема грешка и сите оние кои што го кажуваат тоа се со преголема тежина. Да. Повеќето од нив. За жал. Да. се мачат, но немаат резултати на... Не знае, тој се мачи, мисли дека ако јаде еднаш во текот на денот и еднаш кога јаде во текот на денот, тоа е изобилие, јаде многу, потоа не јаде и ние организмот ни е нас како еден вид автомобил. Ако не ставаме бензин, тој не може да ни дооде. Така и ние го мачиме, го измачуваме, метаболизмот го забавуваме, метаболизмот не работи, не функционира телото. И све што има, све се таложи на нас. Цела наука тоа, колега. Не, вака го слушам со професорски настапува, вака раскажува, објаснува протеини, минерали. Ти да не си нешто професор на ДИВ? Не, на ДИВ бев запишано, не знам, психологија неко повеќе се пронидов, бидејќи ми е по-својствено и по-блиско со ова што. Сега, види сега, се тоа убаво го кажуваш, мислам, јас сакам да обслабнам, морам да се признам. Ти рекол дека ќе мотивираме. Ќе го мотивираме до крајот и ќе веш Како да го надминам тој психолошки прак или таа психолошка бариера? Значи, да отиде во теретана, колега. Не за теретана. Не, Јон ќе се согласи со тоа дека не мора да теретана ако ти од сабајле станеш и 10 корака или чекори направиш или 8 километри пешачење. Не мора да се... И преку денот да имаш истегнување или пак навечер едно трчање така натаму и така натаму. Ме мрзе, мора ли денеска? Таа нели психологија е многу битна. Како само да се мотивираме, сами да се мотивираме? Најпрво да ти дадам еден пример, свеж пример, сега ми се случи пред некој, да, а потоа ќе ти кажам и како да се мотивираш. Одиме често на водно, не често, секој утро одиме ние и последната година дена сретнуваме еден, еве да кажем од нас постане кој 20 на години, значи околу 60-65 години. Постар човек, да. И се нонстоп, да, поминува нонстоп и без мајца, горе е гол, зиме лете нонстоп, дали е ладно, дали топло, тој си е така. И го застанав, ме интересираше зошто е зимно време без мајца. И застанавме и ми кажува, вика, 3 години пешачам и без мајца сум цело време, сакам да го привикнам телото на ладно. Вика, од кога пешачам 3 години, секој сабајле, до сега се неам разболен. Човекот беше 67 години. Значи почнал од 65 години, 67 години сега.
И две шишиња во раката држеше вода. Викам, а зошто ти е водата во себе? Вика, во текот на денот не пијам многу вода и вика, од Сабајле ги носам со мене да испијам 1 кило течност, за да внесам, вика, колку толку да имам течност во мене. И што им беше поентата? Вика, најмногу што се каам, што не почнав порано да пешачам. Најголема грешка во животот ми е, вика, што не почнав на ваши години или уште порано да го правам. Кога ве гледам, вика, вас, секој Сабајле, се викам колку му е убаво на децата, барем најмалку 20-30 години, може да го прават ова, ја што го правам последните години од животот, може да кажеме. Така, и сега сретувам многу лица така, кои што ми го кажат исто колку се каам, што не почнав на време да го работам ова. Евите една причина, ти си млад, можеш да почнеш сега за да не се каеш. Почнав со Да, веќе. и 6 месеци со да, и друго нешто, треба едно да сватиме, дека нашето тело е единствено место кое што мора да живееме. Може да промениме се. Да. Куќа, кола, можеме сега со Илон Маск и на Марс да отидеме. Но телото не може да го промениме. И затоа колку си го чуваме, толку ќе ни возврти и тоа. Да, не, добро, тоа што малку зашавме, малку вака околу тие здрави навики на живота. Факт е дека од Сабајле ретко, или јас, искрено да си кажам, доручок некако не практикувам. Точно пијам топла вода со лимун, од Сабајле ленено семе или чија семе, зависи што. Не доручкувам, тоа е една работа. Сите прво се фаќаме грото од популацијата на кафе. Јас доручкувам хлеб. Пред доручок Да, кафе? да, обавезно. Кафе Да, не кафе и доручок. кафе? Да, кафе и доручок. Име за кафето, додека сме кај кафето, еве мал пример да ви дадам. Најголем број статистиката покажува дека срцеви удари, мозочни удари се случуваат од 4 наутро до 8-9 тој период наутро. Зошто бидејќи повеќето број од луѓето што стануваат наутро, еве како вас, например, што збориме сега дека пијат кафе, спиеме. да станува и пие кафе. Што се случува? Метаболизмот додека спиеме, тој се забавува. Значи, ние сме во мирување додека спиеме. И нормално е метаболизмот е да е во мирување. Што е метаболизмот во мирување? Крвотокот кај нас е многу бавен. А крвотокот кога е многу бавен, кај нас крвта се згуснува многу. И ние наутро што правиме? Внесуваме кофеин, кофеинот не крева, а во исто време ја згуснува крвта. И ние нагладно го практикуваме тоа и најмногу мозочни срцеви удари доаѓаат тој период и баш од таа причина. Не пијам кафе веќе. Е, сега касно е може. Може сега, ама Да, тоа е мислам, тоа ми беше зборот дека Па има еден пример, најобичен пример. Нели, вообичаено нашата, ние таква навика имаме првото нешто од Сабајле кога ќе станеме кафе. Демек, ако не го испијам кафето, нема кафе, свежина ми дава. Еве сега поголем број од нашите гледачи што ќе го слушнат ова и нека влезат во главата овие зборови. Дали е добро, дали е лошо тоа да направиме. Дали се добри рутините, цеден лимон да се напиеме, да прочитаме книга, нека помине половина час, па здрав доручек, па потоа се не напи се кафе, никој не го спори и тоа. Имаме едно лично прашање. Не си ми личен тренер, ама еве околу пешачењето. Јас практикувам на платимо. Тесемол на платимо. Ја пешаче после 16 часот 17. Проблем е ова? Не. Било кога е вода. Наутро зошто е поубаво пешчењето? Бидејќи наутро нашето тело нема од кај да црпе енергија и црпе од масните наслаги. Значи од вишок енергија, од мастите. А сега во текот на денот сепак внесуваме храна, намирници и ја користиме таа енергија. И затоа може да дојде потешко до процес некој ако сакаме слабење, поубаво тело, повитко Затоа не или тоа слабеш, нешто. колега. На Сабајле да те видам во 6. Но сепак е здраво. Колешки, ама ти треба да трчиш од Сабајле. Да, јас трчам, да, морам тоа искуство да го споделам многу подобро се чувствуваш кога од Сабајле во 6 сато ќе трчаш пола сат 40 минути, после се како нов е што кажеме. Па нема секогаш тоа. Но Вака отвореност и искреност. ништо после тоа ќе ти наплати за тоа. Набиди свој пушти фактури. Но за жал обврските не ни дозволуваат нели секогаш да ова често тоа да го надминеме. Знаеш, морам да тргнам на работа. Стани 2 часа порано. Легни 2 часа порано. Заспи 2 часа порано. Многу едноставно. Само треба да сакаме да го направиме тоа. Да, тоа не е изговор. Па не барам изговор. Најдеме изговор дека можеш да го направиш тоа. Ај најдеме изговор дека можеш да станеш во 6, можеш да испиеш 7 лимон, можеш да испешачиш до 8 да бидеш веќе спремен за работа. Најдеме го тој изговор. Најлесно е да најдеш изговор, не можам јас. Знаеш што е интересно, што еве сега како што поминуваат годините, како што кажам, многу лесно нели размислуваме и само мотивирање и се тоа. Свесни сме дека веќе не газат годините и мора да се грижиме за нашето здравје.
Како помладите да ги мотивираме? Еве, тинејџерите, секој е чест на тие што почнуваат и со тренинзи, и слабеат и се грижат за здравето. Но, за жал, се повеќе имаме тинејџери со зголемена телесна тежина, се хранат нездраво, не спијат добро. Како со нив, како да ги мотивираме, како да им го внесеме тоа во умот дека треба од млади години да се грижат за своето тело? Тоа треба најпрво да бидат свесни родителите. Тоа потекнува од дома. И ние како родители сме пример за нашите деца како треба нашите деца да работат и како треба да изгледат. Ако ние се вајде доручкуваме бурек, не може да бараме од нашите деца да доручкуваат овеси протеин или да јадат јајца. Ако нас не мрзе да станеме да испешачиме, не можеме од нашите деца да бараме они да прават кардио. Ако ние сме седнати на телефонот како господинот спроти мене, не можеме ние од нашите деца да бараме да го остават телефонот, и да разговарат со нас. Да имат интеракција. Значи, ние мора да бидеме најдобар пример за нашите деца. А за не да бидеме најдобар пример, треба и ние да ги преминуваме најдобрите примери од луѓе кои што имат познавање и кои што знаат тоа што го работат. И најголем проблем е во родителите. Ние сега имаме еден проект кој што сакаме да почнеме по школите, едукација на родители. Да ги едуцираме околу овие теми родителите. Бидејќи родителите ги занемаруваат децата. А и самите што се занемаруваат, да, но ти треба да бидеш пример на своето дете. Дето каква така на еден здрав пат, бидејќи знаеме на ова дигитално време што го имаме денес. Ако ние не постапуваме правилно, да го навикнеме на какви такви спортски навики, на здрава храна, барем малку од малку, не мора да пешаш и 10.000 чекори, барем 2 пати во неделата заедно со него да излезам да пропешачам, да го запишам на спорт, во што и да е, да имам, со него ќе излезам, јас ќе имам спорт, кошарка, ќе играм фудбал, што и да е нешто. Тука мислам дека е најголем проблем кај родителите. Тоа се прави што од мали носи. Не можеме ние морам да се разбериме родители, да, мали носи. Јас сум родител, но не можам мојата ќерка на 16 години сега да учи. Односно 18 години. Па можеш би некаде да имаш влијание, можеш, да. Знаеш, друго е кога детето почнува тоа да го гледа од мене кога била мала и кога зошто си го направил. Не, кога сум пешешол и тогаш да го прави. Сега веќе некако секој си го гради својот пат и нели железото се вие додека е како топло. Гранката се вие додека е се уште млада. Така да ти значи 18 години не е многу за да можеш позитивно да влиеш. Навиките се стекнуваат, значи кога е со 3-4 години на велосипед, па пешачење, па полека. Тоа сакам и таа стекнува навики на 18 години. Била цел време на мобилен телефон и сете на 18 години, ајде да почне. Па и тоа е искривување на реабетни Не е точно, се согласувам дека мора континуирано да реагираме како родители, да не биде. Зашто да не излезе со нејза, наместо да биде на телефон, да излезете заедно да прошетате саат време и да си разговарате на разни теми, како татко и ќерка. Ќе направиш две добри работи. Нешто може да советуваш и да направите физичка активност. Ако е 17 години. Заедно може да отидете во фитнес центар, како татко и ќерка. Многу име кај мене во теретаната. Малку тешко. И кај мене во теретаната има многу што доаѓа. Малите средини се уште таа стигма дека ај сега јас со мајка ми ќе вежбам или со татко ми ќе вежбам. Тоа мислам дека не се случува кај нас. Кај мене ќерката наша Ангела, она се горде и едва и чека да отидеме било каде или на пример во теретан денес требаше да имаме заедно тренинг, но поради што сме на подкаст не може да видиме. Она едва и чека да дојде ден кога ќе вежбаме заедно. Заедно одиме на водно, кога одиме странство, заедно одиме да трчаме, заедно одиме во теретана, нонсто сме заедно. Никогаш не инициирав да го работи тоа. Туку бевме јас и Габриела примерот како треба да изгледат едни родители, како треба да изгледа еден здрав живот, како треба да едни здрави рутини. А никогаш не сум инсистирал дека со сила мора таа да вежба, мора таа да трча. И ги кажував сите оние добри работи во животот што може да ги донесат тој здрав живот, здрави навики, тој тренинг, Јас сум доволно горд на нејзе што таа сега стекнала навики да се хране здраво, да станува рано, да оде на школа, да се врате, да биде во теретана, да држи смена во теретана, да не направи персонални тренинзи, да се врате дома, да се испрема храна со мајки заедно за утре дента. Така да тие навики уште на 16-17 години што ги стекнува, тие навики ќе ја пратат низ целиот живот. И не е фитнесот само во теретана. Фитнесот мене ми помогнал низ целиот живот да бидам што може поуспешен. Бидејќи имам изградено карактер. А карактерот се гради таму, со дисциплина, со одговорност. И да не ги набројувам сега уште милион манири кои што
произлегуваат низ таа теретана. Ова е психологија. Психологијата, да, тука ми се наметнува и прашање, знам дека многу често знае да препорача книги. Еве и да се пофалам, јас се читам сега. Бидете организирано Тоше. Па си го пратам на Инстаграм и знам дека препорачува книги. Габи, Последната книга што беше... Тоше, Габи, супругата инако е... Но таа е, ама таа е свесна дека има женски следачи. Да, вака отворено не е баш препорачливо вака да слушаш. И она се горде. Се горде. Замисли да го следат само некои стари баби. Много рече. Леле, ако да слушне мама. Ми беше зборот дека последната книга што и тие имаш препорачена, јас ја читав, бидете полезен од Арнолд Шварценегер и дека тој кажа јас морам да напуштам подкаст. напушти и така не сака да се научите. Како васкаме в сум сега. Завршен дека е со книгата ќе дојдам, јас не е проблем. Хај бе ти успеам на од Ќе го донесам. Да. Еве нека каже. Ми беше муабет друго, не ми бега од темата. Ама не бегам од тие премногу си го соблекол во недвомици, што книга, па да знаеш од сабаре што јадеше? Јајца, си каже. Јајца, тоа е многу лесно да знаеш. Што доручкува Тоше? Јајца. За книга. Да, муабетот ми беше дека таму има многу добри, нели, совети дадени од него, но тоа трпение, истрајност и се и во многу моменти тој напоменува дека ако не боли, нема да има успех. И тој многу често животот го споредува со теретана. Знаеш, кога дигате огромни килажи, тоа колега, треба да боли, треба да ти е тешко за да успееш во животот. Тоа ми беше многу мотивација. Царина да студираш, оти психологија да студираш. Господинот Арнолд Шварценегер е еден од великаните на бодибилдингот и фитнесот и не само тоа, туку тој е еден пример за успешен човек. Кај нас синот студира во Грац, а тој потекнува од Грац и има музеј направено од неговата куќа кај што е роден баш во Грац. И секогаш кога одиме во Грац, одиме често, обавезно одам да постам неговата куќа, бидејќи убаво ми е чувството да кога знам дека тој таму трчал по тие ливади, дека тој на тој кревет спиел, таму со мајка му, со татко му, со неговиот брат, таму јаделе, таму се уште стоат тие работи, многу убаво средено сето тоа. Апсолутно се година. Да, и треба да биат. И кога бевме последен пат во Америка, само за половина час се разминавме, одевме да вежбаме во Венус Бич, таа е една од најпознатите теретани во Америка, тој се уште живее во Калифорнија. Тој вежба во иста теретана 65-та година кога отишол во Америка и уште си вежба во иста теретана. Се уште во Да, таа теретана е од тогаш, од 63-та година основана и дел од справите се уште имат оставено од 65-та година. Оние стари справи кога вежбале Франко Колумбо, Арнолд Шварценегер тие. И ние одевме да вежбаме во 10 часот наутро, а тој вежбал до 9 часот наутро, секој ден одел. И некој половина час се сликал, се поздравувал со фанови и си одел. Тоа било секој ден рутина. Но ние не знаевме во 10 часот. Тој последната ден ни кажа, но се надевам дека следниот пат кога ќе одиме дека ќе може да запознаеме и со него да поразговараме малку. Да, јас би еве препорака до сите они кои сака да се Нема мотивираат. успех во животот ако не поминеш по трнлив пат во превод. Се тоа. Да. И многу убаво е напишано и направено на споредба со теретаната и животот, генерално. Ја од него е научила 12 животи правила и од него е Не, таа само иницијативно си имам прочитано, но исто е многу добра книга. Случајно и да немате комуникација, па која книга да ја прочитам? Не. Си прашам го нешто. Да. Имаш нешто за прашање или да продолжам јас? Или ќе се станеш? Значи не е проблем. Не, прашај си, ајде. Тоше, вака, вие сте некако добивам чувство, да, вие сте личности кои што водите здрав живот, но сето тоа го претворивте на некој начин и во една кариера спортска, барем во бодибилдингот, успеавте и вие и сопругата, мислам дека и Ангела, ги почна вашите стапки. Тежок ли е тој пат? Што значи тоа бодибилдерство? Знаеш, вака гледаме, нели, мускулест, тешко ли да се стекне? Знам во едно гостување на ТВ каналот Вис имаше едно момче од Струмите, сега нема фаќа збор пред една 2 години некако, дека морал да ослабни или пак да набие килограми, не знам. Да има таа диета. Ете така тоа.
тежок ли е тој пат да се одржува таа снага и да се биде дел од овие големи надпреварувања, со оглед дека мислам дека и во некои куки на слани така не се важи ништо. Најпрво, бодибилдингот е уметност. Е нешто што начин на кој што го градиме нашето тело. Кога ќе го погледнеме физички, тоа да изгледа убаво. Сега и тоа убаво е суптилно прашање, сите очи различно гледаат. Ако збориме за такмичарски бодибилдинг, тогаш веќе се носи до некоја екстрема, кај што е веќе можеби, ајде да кажеме за обични луѓе не убаво, но за да успееш на такви големи надпреварувања кај што е конкуренцијата многу голема, треба да го дадеш максимумот од себе и да направиш максимум колку што може поголема мускулна маса. И сега бодибилдингот е поделен на повеќе категории, кај што има една, да кажеме, на Мистер Олимпија, кај што е врвот на бодибилдингот, кај што има отворена категорија, кај што имаме билдери од 100 кила, па имаме до 140 килограми. Збориме чиста мускулна маса. Тоа веќе преголема, голема екстрема и тоа е голема жртва. Тие луѓе, можам да кажам дека не само бодибилдингот, и секој професионален спорт до тој степен е штетен спорт за секој спортист. И секој спортист знае кога навлегува во тие води, знае дека неговото тело ќе сноси последици. Во Печи, која смисла штетен? па веќе се носи во екстрема, веќе тоа е преголема екстрема. Исто како не само што го трошиме нашето тело. Значи тоа се екстремно тешки најпрво диети. Да. Екстремно тешки. Навистина не. Екстремно тешко. Потоа, за да ги постигне тие резултати, има билдери кои што познавам и кои што сум разговарал со нив, кои што јадат по 3 килограми месо во текот на денот, за да качат мускулна маса. Ние што го збориме овде 200, 300, 500 грама ориз, тоа за нив е како за мали деца. Јадат по 3 килограми месо, јадат по кило, кило и пол ориз само. Тоа се огромни количества на храна. И сега ти замисли таа храна година, 2, 3, што му прави на желудникот и што му прави на нашето тело. Тоа доаѓа до уништување. Да. Кога тогаш? Да, Кога тогаш си го земе данекот своето. Тука доаѓа до злоупотреба и на анаболички средства. Не можеш да бидеш професионален спортист, да одиш на Мистер Олимпија, да застанеш на табина, па и на други поголеми надпреварувања, без да земиш допинг. А допингот не е само во бодибилдинг. Допингот е во секој спорт. Буквално во секој спорт. И затоа и често укажувам на тоа. Секој оној што планира да се занимава со професионален спорт, треба да биде свесен дека своето тело си го уништува. И дека за тоа ќе си сноси последици. И за тоа да биде спремен. Па, и фудбал, и кошарка, ракомет, рагби, секој спорт носи. Секој спорт носи. И екстремно опасен спорт и бодибилдингот. Но екстремни опасни спортови се параглайдерство, скокови во далечина, да не збориме формула, мото трки. Има уште поекстремни и по спортови кои што на ризик остават својот живот. Така да секој професионален спортист, но тоа е веќе кога збориме за оној екстремен бодибилдинг на едно врвно ниво. Додека ако сакаме да бидеме долговечни, доколку сакаме да траеме во ова сето, треба да го правиме на еден здрав начин, на кој што мислам дека јас го правев овие 25 години и се уште го работам. Секојаш приоритет ми било моето здравје, па се друго. И јас знаев колку ми е лимитот на моето тело да го постигнам оно кој што можам на каков таков да кажеме природен пат. Не тежнев никогаш по онаа Мистер Олимпија да отидам таму, а цената да биде да си наштедам моето здравје или мојата фамилија да оставам утре да пате. Никогаш. Се што правев и гледав колку можам да постигнам максимум од себе да дадам на еден здрав начин. И затоа лимитот, некој се радува на Мистер Олимпија главната да оди во таму, во Лас Вегас или Флорида кај се одржува. На мене ми беше замислена визија Мистер Олимпија аматер да го освојам тој медал, бичи знаев дека толку можам да постигнам. И тоа беше максимумот од мене што можев да го постигнам. И кога го постигнав тоа, осетив дека врвот замислен мој личен, дека го остварив. Така да убав е како спорт многу, убав е премногу убав, но оној што е рекреативниот спорт, бодибилдинг. Додека такмичарскиот бодибилдинг, искрено, а денес посебно во ова незнаење, познавам многу млади деца кои што веднаш посегнуваат по анаболички средства и за едно-две надпреварувања се го уништуваат својот организам и не можат во текот на целиот живот било каква физичка активност да имаат.
Сакам да ме објасни малку околу баш тоа што ги спомна сите тие химикали, ајде јас да ги кажам, што ги земуваат младите и за месец-два тие добиваат мускулна маса, стануваат бодибилдери. Колку се тие здрави, односно не здрави за млад Треба организам? да се направи Па има, значи не верувам дека сите се едуцираат. Треба да се направи најпрво да се направи една паралела добро што е додатоци во исхраната, а што е анаболици. Бидејќи сите оние протеини, глутамини, креатини, аминокиселини, БЦА, тоа се додатоци во исхраната кои што ги препорачуваме и ние. И тоа се додатоци во исхраната кои што моите деца од 5-6 годишна возраст ги употребуваат. А тие се и за деца здрави, така? Па, ако земе еден веј протеин, кој што денес навистина е толку добро преработен, што телото го абсорбира подобро од било кое месо да го внесем во нашиот организам, сигурно дека е подобро и ако знаеме и факт од каде денес се носат месата, Бразил, Кина, од каде уште не, најпрво не знаеме што јадиме, а второ ги внесуваме. Протеините се денес навистина премногу е строго за да влезе еден протеин во Македонија, збориме само, кој поминува цел ветеринарен институт, поминува премногу контроли. Ако пишува С витамин дека има 300 мг, мора да има 300 мг. Не сме да има ни 299 ни 301 мг. Значи тоа е здраво и јас го препорачувам на сите, на секој. И кога беше короната, најпотрошувани беа протеините. Бидејќи на сите оние што беа тешко болни, им даваа протеини во тие бидејќи единствено само протеинот телото можеше да го абсорбира тогаш од нив. Значи на тие болни ако му било окей, а нас како здрави, навистина и премногу е добро, например, после тренинг, кога нашето тело е истрошено, кога ќе внесеме протеин, например, веј протеин со 5 грама креатин, нашето тело го абсорбира сето тоа. Не, вака сега, значи да не испадне дека ние јас тука морам да се мешам и дека не гледат младите и сепак не на своја рака. Да се консултира со стручни лице. Нормално. Вака сега нели после тренинг, протеин и 5 креатин. Да. Не, тоа сепак нека се консултира со стручни лица да не бидејќи сепак станува збор за секој си има свое здравје. Еве, контактирајте го Тоша Зафиров. Можете да одберете неговата платформа таму лични тренери. Да не биде на своја рака. Да. Бидејќи Па тука се вака сега прават грешките, да не дојде до некои несакани последици. Тама работа кога се работи стручно и кога има вака. Но и се лесно достапни за купување тие. Но пак ќе тоа е додатоци во исхраната. И пак ќе повторам, не е ништо штетно. Тоша, знаеш, ние сакаме на брзина се до тоа. Преку ног да станеме. Види вака, сега ако збориме реално, исто како ако јадеме по кило и пол месо, исто како да сме испиеле 4 дози протеини. Еве да дојде дупла доза протеин да испиеме и дупло да изедиме. Ќе се поправиме само. Може да се поправиме, да. Не може ништо да имаме штетно. Сега, може да имаме штетно. Јас сум имал случај кај мене кога бев во војна полиција, еден колега побара креатин, купил креатин и креатинот има некоја фаза 10 дена да кажеме на полнење, каде што се пие по 10 грама, тоа се 2 мали лажички, оние што се со кафе, да, и потоа го пиеш по 5 грама или по 10 грама, 5 пред тренинг, 5 после тренинг. И тој да се наполнил побрзо, некој му кажал, ставил 3 дена по 6 лажици супени креатин. И креатинот веќе тука му наштедил многу на бубреите, почна крв да мокри и навистина имаше испирање, дојде на бубреите, на желудникот и многу проблеми се направија. Во секој случај да, биејќи и да земе повеќе од нив, нашето тело нема никакви придобивки. Може само да се наштетиме. Се знае телото колку протеин може да абсорбира. 30 до 40 грама во еден оброк. Исто и со веј протеин. Ова не го знам, сега не можем да своја рака да земам. Ти 5 мерици да земиш, само си направиш полошен организмот, а нема да ги искористи воопшто. Но тука пак да се вратиме на таа паралела, а допингот е сосема друго нешто. Те сега и допингот, кога збориме за еве овие анаболици, а еве не следат и млади, јас никогаш ни на еден не сум препорачал и нема да препорачам посебно млад човек да посегне анаболични средства. Анаболиците што се? Тестостерон. Не, тестостерон. И сега што се случува? Кај нас мажите? Збориме кај мажите, бијќи претежно машки го земат, жени ако земат, доаѓа до несакани ефекти, веќе гласот може да биде подлабок, влакна да излезат низ цело тело, брадутка да имат поиздолжена, имат некои нуспојави.
кај мажите, кај нас, посебно кај овие млади сега, до 27 година, кај нас тестостеронот е во пикот. Значи немат никаква потреба од никакви анаболици. Само треба здрава храна, само треба да вежбат, само треба да јадат и да спијат. Ништо не им треба повеќе, никакви анаболици. Само може да си наштетат, можно е да имат побрз резултат. Да, но потоа сето тоа ќе потене во вода и нема никогаш да го врати тоа. Секогаш треба да земе пак анаболици за да го врати тоа некогаш што го има. А тоа е само штетно. Да не збориме колку штетни појави има со тие анаболици. Значи не препорачувам никој кога сето тоа младите го имат во себе. И сега што се случува? После 27 година почнува тестостеронот да опаѓа. Тоа е биолошки процес кај мажите. Но тоа се случува некаде до 40-45 година, кај што благо се осеќа или воопшто не се осеќа кај мажите. После 45-та веќе опаѓа тестостеронот и тука се осеќат тестостеронот, сите оние придобивки што ги има или што ги нема. И има доктор кој што препорачува тие TRT дози, тестостерон терапија доза, но тоа се зема под надзор на доктор, кој што претходно ги испитува сите хормони што ги имаме во телото и на основ на оној недостаток што ги имаме на тестостерон, се дава синтетички тестостерон. Но зборам под надзор на доктор. Так. И секој оној и после 45-та година, 50-та година, и секој оној што ќе го земе тестостеронот, треба да биде свесен дека до крајот на животот треба да го зема тестостеронот. Бидејќи еднаш кога ќе го земиш и кога ќе бидеш супермен, нема да сакаш никогаш да се вратиш без него потоа. Бидејќи тестостеронот навистина те враќа 20-30 години на нас, како да си во најубавите години. Но за да не дојде до тој синтетички тестостерон да посекнуваме, има начини кои што можеме да го подобриме нашиот тестостерон по природен пат. Тоа е специализиран тренинг план, вежби кои што навистина го потекнуваат тестостеронот, храна која што го поттикнува тестостеронот, која да лаче повеќе тестостерон, знаеме кога спиеме дека најмногу тестостерон се лачи, здрав сон, овие утрински рутини што го избориме, сите помагаат за нашиот тестостерон, а кај нас мажите тестостеронот е поврзан со сите можни хормони. Да не збориме либидо и ред други работи, милион работи што се поврзани со тестостеронот. И затоа ќе кажам, имаме толку многу природни начини, здрави начини за да го одржаваме нашето тело, за да нашиот тестостерон секогаш да биде на повисока граница, така да нема потреба од овие, а за млади не сакам воопшто да дискутирам, некој да посекне да земе. Бидејќи еве апелно го кажувам дека само че си наштета на себе нема ништо добро да остави од тоа. Тој брз успех што ќе го направи, ќе го плати со скапа цена после. Так. Со многу скапа цена. Да. Тоа е многу добар совет. Знам дека младите посегнуваат по тие работи и сакат за месец-два да станат билдери. Секој го бара, секој го бара побрзиот начин. Брзиот начин го барат. Не свесни за последиците. Па имаме На Инстаграм следе, Сите млади, спомнав дека одам и јас во фитнес центри и таму не знам колку се свесни за тие последици што ги имаат и сите посегнуваат по нив. Факт е и за месец-два тој добил на мускулна маса и е среќен. Но што ќе се случи после 5-10 години кога треба да стане не само после 5-10 години, тој и после само месец денот кога ќе прекине со тие хемикали, неговото тело не само што се враќа во првобитна положба, туку наназад се враќа уште 50% тоа што било. И друг проблем, кога земат хемија, а кога се млади, тестостеронот веќе во нив пута 10 од тоа што е нормален. Тие се сексуално активни, поживи, темпераментни, сила во теретана, надмоќ, знаеш какви се тинеџерски години, тогаш се осетат, не супермен, 10 супермена во нив имат. И потоа кога прекинува со таа хемија, сето она што го имал го нема. И паѓаат во депресија. Ја тоа го знам и тоа го имам работено со многу млади кои што едва и успеаваме да ги вратиме на прав пат потоа. Паѓаат во депресија. Тој не може да има односи со неговата девојка, не може да има однос со неговата сопруга. А тоа е во тешка депресија веќе паѓа. Тоа поврзува, ако одел во теретана целиот среќен исполнет, ако кревал 100 килограми, не може да крене 50-60 килограми. Тука пред другарите е депримиран. Тука веќе и навистина тоа се сериозни проблеми кај младите кои што ги носат со себе и затоа не препорачувам. Подобро имаме начини кои што може да се. Начини за великвање и за се. Храната со здравиот начин на живот и така натаму и така натаму. Мислам дека ова беше поучно, колешки. Многу поучно, да, и би сакала сите наши гледачи да слушнат и да внимаваат и преземањето. Еве толку убави
навики, толку убави рутини, толку убави за здрави нешто кажуваме, зашто да не ги применуваат тие? Да. И зашто да не ги применуваат целиот свој живот? И овие примери што ги кажуваме, што ги сретнуваме луѓе по 65-70 години, така по 30-40-50 години тие да бидат и да се потсетат на овие разговори што сме ги правиле. Да. То ше ме интересира еве еден совет до некој што нема воопшто ниту вежбано, ниту тренирано. Кој би бил твојот совет? Со што да се почне? Дали треба да одат директно во Тренување на навиците фитнес? за живот. Не, во смисла на вежбање. Дали со пешачење да се почне, дали со фитнес, со што, од каде да почне? Еве јас, на пример, ако немам ништо вежбано на мои години и сега сакам нешто да сменам во животот, со што да почнем? Па зависи која не е целта. Ако сакаме да направиме промена на нашето тело, физички мислам, изглед, тогаш е добро да посетиме некој фитнес центар. Доколку сакаме, еве, ако размислуваме само околу здравје, тогаш е добро и да се пешачи, да се џогира или било што да е пилатес, јога, можеме било што. Но ако сакаме, еве, да зацврстим, да имаме поубав задник, да имаме подцврстени нозе, да имаме поголем дел од жените знаат дека имаат проблеми со раците, да имаат подцврстени раци и сето тоа, тогаш фитнес центар. Но не е срамота да влезеш во фитнес центар и ако не знаеш нешто. Па 70-80% што влегуваат во фитнес центарите, влегуваат прв пат луѓето. Не знаат. И не е срамота. И не е срамота. Како ќе одам јас сега да вежбам таму, не знам ништо. Па не, тоа све е во нашата глава. Тој срам си го наметнуваме ние самите себе. Што е срамота? Што е срамота? Што се влегува по Што не е срамота? Мислам сега. Муабетот. Ама го имаме и тој Бајте пресрами да влезеш во фитнес, па сега дар. Па презеси ти таква беше од почетокот. Леле, како ги влезам, па и оние има се уште жени кои се срамат да одат во фитнес центри, во Струмица, еве пријателки. Не си најдат некој пријателки, другите некој отиде сами да може да Ако нема партнер, нема да отиде да вежба. И стварно ќе биде за пофалба, еве, од овој подкаст да ги мотивираме сите тие кои немаат до сега отидено, нека одат да вежбат и некој да направат нешто добро за себе. Да. Сами ако не одат, нема, јас нема да отидам за нив да вежбам. Ти нема да отидеш за нив да вежбам. Во каже, во зависност од тоа што сакаш во животот. Најдобро е физичка активност, барем тоа што разбира. Можеш да пешачиш секој ден. Но да се промениш, Можеш да што џогираш е секој ден. Зависи што сакаш, не мора се. Немам ништо против фитнес. Зе зависи што сакаш. Ако сакаме фрз задник, да. Да, но и само трчање не може. Само не знам, одреден спорт. Некако фитнесот е во сите спортови. И фудбалерите треба да одат. Денес не постои ни еден спорт во кој што не е заставен фитнес. Ни еден, не постои спорт. Значи фудбалер може да биде само со фудбал, но мора и да посетува фитнес центар. Денес нема фудбалер, рагбист, кошаркар, ракометар, одбојкар, нема некој што не посетува. Не постои, значи. Тоа е темелот веќе. Ние гледаме Роналдо како изгледа на 37-8 години. Значи не е само трчањето, нема спорт. Мислам дека своевремено мислам, ми останало вако осеќавање дека како гимнастиката своевремено беше темелот за секој спорт, гимнастиката или како тие часови. Не, атлетика ова на справите во основна школа, на магаре, ете така. Тоа мислам дека беше гимнастика или како го зборам. Но порано имаше и некои мислели. Сега испаѓа дека фитнесот е основата на секоја спортска дисциплина. Дали фудбал, ракомет, кошарка, ти не си слушало дека сите спортисти у теретана, у фитнес. Да. Мора да се има за она. А порано Па ние имаше. имаме комуникација со врвни тренери кои што се. И тоа на врвни спортисти. И главното поле му е фитнесот. Сето потекнува од таму. За да може да биде побрз денес, за да може да биде мускулатурата поиздржлива, за да може да биде подолговечен да трае. Гледаме дека како порано фудбалерите беа 27-28 години, сега гледаме 35, 36, 37 години се веќе активни. А сето тоа си го работи. И фитнесот веќе секоја вежба си е наменска вежба. Доколку сакаме да работиме квадрицепси, да имаме појаки квадрицепси, ако сме фудбалери, има точно изолирани вежби кои што работат само на тоа, на квадрицепс. Доколку сакаме раци да имаме, сме одбојкар, ракометар, појаки раменици, поиздржливи, тогаш имаме вежби само за тоа. Така да и затоа кај нас во клубот имаме многу
екипи кои што доаѓаат наутро, преполно и ракометари, кошаркари, одбојкари, ракометарки женски кои што и фудбалерите на Вардар доаѓаат, така да кај сите и прават сериозни тренинзи. Значи изборија во теретана кога влегуваат и вежбат. Не одат само онака да претрчат тој 1 час додека се во теретана. Тука имат сериозни тренинзи. И затоа се поуспешни и затоа се повеќе и повеќе траат. И гледаме дека ако порано му требало од повреда да се врати на терен 6, 7, 8, 9 месеци, за 3 месеци сега се враќа на терен. Да, ма точно ќе се согласиш дека освен овие колективните или тимски влегувања во фитнес центрите, сега се почесто се практикуваат и овие индивидуалните фактички тренер со спортист. Например, не знам, може ми му недостатува зекнување на таа мускулатура и едноставно Да, специализирани. Фактички беше зборот дека дефинитивно за мене фитнесот или теретаните стануваат основата за било кој спорт, дури и пинг-понгот. Ајде да не кажем. Мора да има некаква... И за таму ти треба подготовка. А порано знаеш дека имаше мислење на малите деца не им дава да дигат тегови, да кренат тегови. Насилници, некој кога ќе видеше, да. Подобро билдер беше насилник. Насилник. Јас знам, или вратар, овој вратар и ко билдер, плюс ако си истетовиран, плюс си избричен на глава, ако имаш хулиган. Нема некоја негативна конотација што нема ти ја наведе тогаш. Да. Ја на сите кажам, мускулите се нешто кој што не го градиме низ годините. Значи нешто што го градиме, а тоа внатре и тоа во главата што ги имаме. Тоа прво потекнува дело од дома како сме воспитани и потоа како се градиме како личност. Ја и денес препорачувам како што ги билдаме нашите мускули, така да го билдаме и нашиот мозок. Но тоа може само со читање и затоа секој ден препорачувам по 1-2 книги, 3-5 без разлика колку и да е, за младите да видат дека е убаво да се чита. Јас да знаев дека читањето е толку убаво. Ја ова ќе го практикував многу поодамно. Јас од кога почнав последните 3-4 години ме промени како личност тоа читање. Значи комплетно треба да се заземеме за здрав начин на живење. Би кажала колку поквалитетен и поубав животот би сами си го правиме да не биде животот. Да. Се наши изборот. Ние одлучуваме, никој не може да одлучи за мене. Можам јас сам да одлучам. Како ќе станам утре, како ќе ми биде утрото, како ќе ми биде текот на денот, како ќе ми биде мислата, како ќе ми биде подсвеста, како ќе ми биде сето тоа од мене зависи. Што сакам јас понатаму во животот? Како треба да живеам понатаму? Што планови имам за понатаму? А ние најмногу и баш за тие планови какви сакаме да бидеме, посегнуваме по тие планови, а занемаруваме моментот сега што е овде. Додека е вака убаво разговараме, ова го занемаруваме сега. Да, не живееме во моментот, туку живееме за утре или живееме тоа што било некогаш. А тоа поминуло утре не знаеме сега од кога ќе се тргнам неки дома, не знам што ме чека. А сега уживаме овде додека разговараме. Не уживаме во моментот. И мислам дека го убедивме колегата од утре веќе да ме гледа чудно, не знам. Те гледа. Како физичка преслика. Многу чудно го знае. Се се проба. Вака слушајќи да тебе, прво премногу психолошки настапуваш. Не знам, тоа е ова како веќе ти како професионална деформација. Не, ова не е психолог. Види како, тоа се согласувам, но со оглед дека професионално си бодибилдер и се занимаваш со фитнес, односно фитнесот ти да кажам втор дом, не имаш ти психолошко студија, ма вака кога настапуваш така добро ги елаборира и во делот и за овие суплиментите, односно за тестостеронот и ова сега дека да сум знаел уште порано ќе читав книги. Замисли како настапува и викам колку може да влијае на самата личност. Психолошки да. Викам овој дали се бодибилдер или психолог стана, не знам, затоа се загледав вака, гледајте. Туку прашањето ми беше мене. Како ја освои Габриела? Многу тешко. Но ова беше по планот, мери да го постари, ама ај викам, гледам со време го заобиколи, оди на втора страна. Габриела освоив, бев војска, редовна војска, знам, и бев пуштен на викенд, а Габриела прв пат во животот да излезе, на излегување, и само што ја видов, љубов на втор поглед беше, не на прв, веќе еднаш ја видов, пак се вратив, да, се запознав. Зашто го поставив ова прашање? Пред малку го отворивме дека имаат лошо мислење за билдерите. Предпоставам дека во војска не си бил гуљав, пак си бил вака билдерски настроен и сега кога ќе те погледне човек, повторно некоја страхотна слика има од тебе. Затоа како ја освои
беше тешко. И Па- се уште ли кога го гледат Тоше Зафиров се плашат? Да. Се уште. Зависи. Гледај се, премногу јавни настапи имаме, порано луѓето не гледа само физички, а сега имаме премногу јавни настапи каде што можеме и во друго светло да не видат и да не запознаат во многу подруго светло. Да, така да не има јас сум горд што премногу луѓе ме сретнуваат на улица, поради тебе почнав книга да читам, поради тебе почнав лимон да пијам, поради тебе почнав да пешачам, поради тебе почнав да вежбам, некои здрави навики. Јас велам еден здрав живот да променам. Во текот на мојот живот е многу, а не па повеќе и повеќе животи да направиме. Со Габриела започна така и секогаш кажувам дека тие времења и таа љубов мислам дека трае многу повеќе отколку во денешно време, бидејќи во денешно време се случува на Инстаграм со едно лајче или едно срце. И веќе тука, ако е лајк ти е симпатија, ако има срце, тука веќе може и да си во врска. Додека јас и Габриела врската, како растеше нашата врска. Прв пат се видовме јас кога бев на викенд, па чекав да помине месец дена да ме пуштат повторно на викенд, па додека да видам пак ќе се јавиш кај нејзе дома, па ќе се јаве татко и ќе исклучиш, страв ти е да побараш, па чекаш да ја видиш, па ќе ја видиш после месец дена, па чекаш пак уште месец два и тежнееш по таа љубов и копнееш тогаш и таа љубов расте. И затоа трае ден денес таа љубов уште. Не се случило се преку ноќ да биде онака махинално со едно лајче или со едно срце, туку тоа траело и станувало се посилно и љубовта треба да одржаваме, бракот треба да го одржаваме, најго треба да работиме низ годините. Тоа не е нешто, не е институција кај што ние треба да се тепаме и ринг кај што треба лево и десно да стоиме и да се докажуваме кој е маж, кој е жена во бракот. Туку треба да бидеме како едно, врзани по едно и многу им помага што Габриела заедно со мене во фитнесот. Точно е, добро. Ама за секој нас успешна стои успешна жена, што правиме сега? Да, секојаш е така. Кажам дека е така и добро е да е успешна жената. Обично мајшите се плашат од успешни жени, но се плашат... Не, бидејќи сметам дека кога е таа успешна и кога мене ќе ми дава ветер во грбот, ќе бидам ја уште поуспешен само. Не може во никој случај да ме закочи во ништо таа. И кога сме заедно, кога работиме нешто, тога ќе бидеме и двајци успешни. Секој неуспешен маж се плаши од успешна жена. Не се плашам воопшто. Без зборови не остави. Не, кажеш тоа, знаеш, сум сакал да прашам. Ова пошто на Инстаграм, без срце ли лајк ли имаш? Сам тоа ме интересира. Одржи ли си плати? Каков е Тоше по карактер? Знае ли многу лесно да се изнервира, па мускулите некако да дојдат до израз? Или не се обиш да кажам ни каков е. Или пред тебе луѓето внимаваат што зборуваат, па не се впуштаат во расправи. Каков си природно? Тоа најдобро да прашате некој друг како се не скри. Како памуки? Така, можам да кажам дека порано, ајде да кажем некој дека бев поизбувлив во некои реакции и најверојатно биле непромислени. Од кога почнав малку повеќе со едукација, сватив дека за некои работи секогаш има две страни, така да треба некогаш да не избрзуваме, туку да размислиме зошто дошло до тоа. Некогаш и за најобична капка ќе се скараш, се расправаш и потоа таа лутина може да трае час, два, три, па и неколку денови, а кога ќе се вратиш назад ќе видиш дека било тоа сосема непотребно. И сега многу поретко дозволам да дојде некоја кавга или било што, сакам убаво да размислам зошто е тоа така, да видиме може имало причина и сигурно има некаква причина, да видиме зошто е таа причина, така да повеќе размислам на таа тема, а не сум бил агресивен, не сум, може би мојата физичка појава не дозволувала да навлезам во такви конфликти, некој да навлегува, не мора да се плаше. Па не треба само да се плаше од она физички како изгледаме, туку да наметнеш некој авторитет кај луѓето дека да има тај да кажем некоја стравопочит подобро да има, а не да се плаше од тоа како изгледам, дали ја физички ќе го нападнам. Јас сигурно нема било кој да нападнам физички додека разговараме на некоја било каква тема. Така да и си го бирам друштвото, сакам околу мене да имам успешни или поуспешни луѓе од мене, така да мал круг на луѓе имам, но тие се успешни луѓе, да гледам да имам успешни ментори, така да имам и добри ментори, можам да кажам од цел свет, со кој што, еве да го спомниме и господинот Робин Шарма, кој што е еден од најдобрите писатели во светот и кој што неговите книги често ги препорачувам, да. И Робин Шарма пред некое време ми исконтактира, ми прати негова книга со лична посвета, така да тоа е успехот кога такви луѓе ќе го препознаат тоа и знаат да те испочитуваат.
И многу такви луѓе, да не ги набројувам, на пример, кои што имам навистина предобра комуникација и многу влијат на мојот живот, бидејќи нивниот успех кажува за тоа какви луѓе се тие. Така да и гледам секојаш да бидам колку што може посмирен, бидејќи навистина животот премногу краток, зашто да ги поминуваме во нервози и стресови кога може да го поминуваме во убаво живот. И уште нешто ме интересира, дали Тоше јаде во текот на денот нешто од тие брза храна, нездрава храна, се случува тоа? Може да Да се си случи, приуштиш нешто благо, нешто што е забрането? благо ми е славост, благо ми е кога се спремаме за надпревар, некогаш по 7-8 месеци кога бевме на диета, благото ми беше навистина многу тешко, дури доаѓало во ситуација кај што ја терав Габриела буквално срешто има благо дома да скрие во собите кај децата да немам припор до ништо, да кога ќе станам да нема ништо благо бидејќи не смееме воопшто, тогаш е таа психолошка борба со самиот себе кај што ти не смееш, а телото ти сака премногу шеќер, бидејќи немаш внесено време и се случувало во 3-4 сабајле отворам фриждер, затворам, вода ќе се напијам, ќе се качам пак горе и тоа се тешки и стресни моменти. Сега, например, кога ја спазвам континуирано на храна, брза храна многу ретко случува да јадам, не од причина дека ајде да кажам дека моето тело веќе е навикнато на друга храна и не ми убава таа храна. Например, сендвич, пица, тоа не ми убава. Многу хамбургер, бурек не јадам. Тоа ми е не можам, моето тело едноставно не го прима тоа. А благо сакам некогаш и многу е ретко и тоа, но знам да каснам, например, во месец да кажам еднаш. А но има денеска доволно премногу убави протеински чоколада и премногу десерти кои што може да ги направиме од протеини, значи да бидат благи, вкусни, без шеќер, без јаглени хидрати и без некакви додатоци, а сепак да ги задоволат нашите потреби. Да, и да ги задоволуваме нашите потреби. Колега, јас ги исцрпив сите прашања. Се што ме интересираше, тоа што го гледав на Инстаграм и што сакав да дознам за Тоше, си дознав. Имаш уште некое прашање? Не ми беа така ве остави, да си поправите муавет. Баш ме интересираше како изгледа Тоше хамбургер да јадам, а еве си дознав се. Јас се го гледав кај Драгчи правеше да специјалитет благо. Да, благо Што банана ли беше, што беше? Банана и протеин беше. Така. И као си зидовте да те пишам, како се викаш, што ќе јадеш, па и као јас сам, ајде, у пост беше, викам, ајде, бане, тоа откажување. Вака, истражувајќи си го Тоше, му виделиш, си дошол до некоја констатација, па си ми напишала прашање да го поставиме, како дојде до тоа да објавиш книга? Сакам нешто да оставам, да, имам патот до врвот книгата. Книгата е, ја пишувавме заедно со професорката Силвана Јорданова и професорката навистина се соживеа со мене, дури одеше кај мене во Неготино, спиеше на мојот кревет кај што спиел како мал, буквално сакаше да го доживее тоа и да го пренесе сето на книгата. Книгата можам да кажам дека половина и повеќе автобиографска, има внатре исто така многу за почетоци на бодибилдинг, од тоа време на гладиатори, како потекнува, како се хранеле тогаш, има многу диети, има општо за сите освојувачи на Мистер Олимпија, има многу податоци кои што се поврзани со бодибилдинг и фитнесот и сакав нешто да оставам позади мене, за еден ден сигурно нема да бидеме овде присутни, но книгата останува секогаш позади нас. Сега спремаме втор дел од книгата. Книгата ќе се вика Патот до Олимпија, кој што го освоивме нашиот медал на Мистер Олимпија и јас и Габи. Така да и тие патувања тука што ни беа околу короната, кога бевме за Америка, одење, не, па враќање назад, па тестови, па одложување на надпревари, па за месец, па за 2, па за 3, да се спрема со тие диети, секој ден ти е тежок, а не па 3-4 месеци. И сите тие 3-4 години што бевме во Америка, сакаме да ги ставиме во една книга, да дојде до освојување нашиот медал и тука да со таа книга втора ќе завршиме, а трета книга ја спремам психолошка ќе биде таа книга. Браво. Така да. Веќе за И тоа ќе биде една голема инспирација за сите млади. Не му завршуваат прашањата, а викаше Мери нека си прашува. Ја бива во кујна? Па да. Да, кога бев и во Скопје сам си готвев. Специјалитетот Тоше. Специјалитет, па сега пилешко ориз, тоа ми е салати, али уживам да правам и сакам добро да декорирам, сакам да би убаво украсено и знам некош да изненадам и Габи кога си доаѓа од работа и децата да ги пречкам со некој убаво јадење. А порно си правев и свинско со прас и пржев со сосови разни, така да... Пијалок? Па ајде да кажеме виски.
Смее да пие? Па не, ама кога вече треба да се напием, би се напил малку виски или бело вино. Алкохолен не само пијал. Или бело вино. Кажам, Да. јас алкохолен и без алкохолен прашам пијал. Многу ретко пијам, но знаеме дека ќе излеземе од друштво нормално. Во живот треба да има баланс, некој така Така. не. За книга не те прашам, бидејќи многу книги видов тука, многу се читало, многу се пишувало, секоја чест. Само да ни каже дали книгата има во продажба, првата книга. Може да се ја купиме Првата во... книга веднаш ќе ја пуштам во електронска форма, а потоа ќе ја донесам и со подпис мој, посебно за тебе, колешке. Да. Не, морам да го Не разпрежгално си. Од три збора, каков е Тоше? Кој му се мани, кој му се предности? Тоа подобро Габи да прашаш, јас сам да си кажам. Ти се сметаш ли за самобендисан, се сметаш ли за тврдоглас, се сметаш ли за упорен, не знам, еве, ти што мислиш, каков си? Не, може да се каже упорен и може да се каже човек кој што сака да слуша, од попаметни од мене, помудри, поискусни, така да сака многу да учам од такви луѓе, а не само бедни се не никош. Цврсто стоам на земја, мислам дека од и пријатели што ми биле пред 20-30 години, се уште ми се пријатели, се уште ги почитувам и ги чувствувам исто, не чувствувам ништо повеќе или помалку спрема никој. Секој за мене е исти и никогаш не ме направиле она, ајде да кажеме, каква таква слава, нешто во мене да побуди, па ја да се осеќам нешто надмоќ или над другите. Не, напротив. Секојаш сум бил нормален и секој се сака. Па све може да ми изнервира како нормален човек, што. Требаше Габи да ни дојде во вториот дел од подкастот да си ја праша. Што може да не Што те најмногу нервира? Да ти изведе од коша? Најмногу што може, некој кога возам со фамилија, тука малце да да препцу или нешто такво. И тоа кога сум со фамилија. А кога сум сам, воопшто не обрнувам внимание на ништо. Дали свирал, дали викал, дали пцуел, може само да го сожалам и да го благословувам што не е било пред 20-30 години, 15 години, кој што сум бил побрз во тие работи, кој што ќе дошло до физички контакт сигурно. Сега чојство, Желба на Тоше? Па мистер Олимпија ми беше неостварена желба, таа желба ја остварив, неостварена желба. Немам некои желби, сакам да се тече животот по некој природен пат кој што ми е зацртан така да. Би сакал ли Жан-Клод Ван Дам или Арнолд Шварценегер да ги замениш како актер? Имавме неколку понуди кога бевме во Америка од Стивен Остин кој што е еден од заедно што има снимано со Арнолд Шварценегер филмови. Не знам англиски, тешко дека ќе ги заменам нив, но Арнолд ми е еден од омилените глумци. Тоа не се исклучува можност еден ден на филмско падно на македонски. Бев и овде на македонски, снимавме и овде македонски филм. Има понуда и се уште трае понудата во Америка, кога ќе одиме следниот пат, ќе разговараме со тимот на Стивен Остин, постои можност уште, па така ќе видиме. Никош не се знае, не се исклучува таа можност. И за крај, кој е онесува до малите од Тоше Зафиров? Да читат, да се едуцираат, да работат на себе, бидејќи овие години им се години кои што може да ги прокоцкат или може да направат многу за себе, за потоа кога ќе бидат 30, 40, 50 години, да бидат благодарни на овие совети кои што наместо времето да го губат на Инстаграм, на Фејсбук или на социјални мрежи, да прочитат некоја книга, да спортуваат, да водат здрав живот, да внимаваат на себе, што можат повеќе да се едуцират, да си најдат некој пат во животот кој што на вистина ќе им помогне многу и да си го одат некој правилен пат, веќе денеска има премногу пороци, тие пороци само може да им штетат на сите млади. Нека бидеме ние спортистите и оние сите успешни луѓе со своите пример за сите нив, така да и да знаат дека во животот нема нешто што не е возможно, само треба таа моќна подсвест, што ја кажувам ја секогаш, силно да посакуваме нешто и да работиме. Јас едно дете од Тимјаник посакував лепев сликички од Кевин Леврон, после 30 години Кевин Леврон ми е најдобар пријател, еден од најуспешните бодибилдери во светот. Копнев по Мистер Олимпија, гледав на видеокасети, после 30 години бев на бината на Мистер Олимпија. Нема нешто што не се остварува во животот, само треба цврсто да го посакуваме, да работиме на тоа и еден ден сигурно ќе се оствари. Така. Тоше јас посакувам уште многу успеси во иднина. Се најубаво. И што сега? Ние што викнеме денеска? Бодибилдер или едукатор, мотиватор? Психолог. Секој. Да, секоја чест. Благодарам што беше дел од Тоше би подкаст, благодарам. беше мило и Да. сум имал интервју и претходно, не знам колку се сеќаваш, но ова дефинитивно ме изненади мене. Ќе одиш ли утре во теретана?
Главното прашање. Не, главното прашање е са бајле кога ќе станеш што ќе направиш. Што ќе направиш утре са бајле, кога ќе станеш? Може ли тоа се каде да го кажеш? Може. Интимно. Што ти благодарам, јас се надевам дека ова нема да биде последно гостување и подкаст, дека по иднина повторно ќе не бидеш гостин и ќе дадеме уште многу совети за младите и за оние повозрасните кои сакаат да променат нешто во начинот на живење. Благодарам и на вас, навистина прекрасно се чувствував во друштво со вас и времето навистина премногу брзо помина. Не очекуваш, и јас лично не очекував час и 30 минути да зборувам. Зборуваме, има уште многу што да се зборува, ама ајде да оставиме за наредниот подкаст. Вас ви благодарам, се гледаме наредната епизода. Поздрав!